се веќе речам богаташите, има 100 милиони. Брат, шо ке правиш прво така, брат? Ти си милионери со 100 милиони и со 200 милиони, истиот ти. Ама тој уште не наситене, уште. Значи, луѓето бараат вакцини, бараат решенија, бараат подобри мерки. Они загаат, мерките се супер, како вика, прво зашто кај сте, Стево Пендаровски е многу одличен човек, до некаде. Еве за не задлучи дека го поддржуваме или нешто плюс, меѓутоа собитно се врши работата. Очигледно е дека во јавност има некоја си битка помеѓу размислувањата на Стево Пендаровски и размислувањата на Заев. Зошто Заев како примерна држава ги прима од Вучич и од компанија вакцините, зашто не земе председател? Председател треба да отиде, не треба да биде тука е плюс некој. ВМРО не ги не збора, што тие има 5-6 фракции се споделија меѓу себе. Они колку залагаат моментално да има парламентарни избори, заедно со локалните, ВМРО изгледа не се свесни дека пак изгубат. Значи пак е ТПС, моментално нема субјект кој што може да го победи СДС. Нема субјект, политички субјект. Левица може да направи некоја си раздрмување, меѓутоа да земе плюс пратени, да земе власт нема шанси. Затоа што луѓето се премногу апатични кон партиите. Не гледаат правда. Сега во овој процес со Јодис има опција конечно да видиме, знаеш, она мал blink of light, што би рекла, мала точка на светлина дека има правда. Ете еднаш у 30 години сме се избориле за една правда, не партиски, не политички, туку цел народ конечно со цел фокус го нападна Зостората Сани. Еден да излезе мангуп од министри да рече луѓе хаос е, значи излезе со почет. Излезе некој луѓе хаос е, се бориме со сите сили, не е моментот да се дава отказ, не е моментот, туку моментот да ги ставиме сите сили заедно. Не им е потребна коалиција ВМРО СДС за они да бидат надпартиски. Значи они се работат професионално, партиите тргнете ги на страна, нема потреба партиска коалиција да преш за да имаш ти професионализам во здравството. Значи, место да ги сад сите можни ресурси во максимален фокус, они си прават дневна политика до кој да во отказ, или нема отказ, или... Па не, тие се... Венко беше министер во време на Никола Груевски, беше советник, а Никола Тодоров во време на ВМРО. Сега е министер во време на СДС. Да. Кариера. Типично техничко градење кариера. Апсолутно без дух. Апсолутно пак, значи, овде не постои никаков дух, не постои никаква порака во нив, зошто нешто прави, не постои никаква смисла, се е обесмислено, но постои техничко градење кариера чекор по чекор. Ти да бараш било каква човечност е исто како да бараш било каков жив дух во француските кралеви пред падот, пред револуцијата. Ова се пак повторувам склеротични организми. Има дел од организми да толку се севеќе, имаше една изрека порано, СДС лоши, па што ако не ВМРО да ги вратиме. Сега граѓани искачат и кажат, ајде ВМРО да ги вратиме. Ма не да го вратат сигурно ВМРО. Не, никако нема ВМРО, не знам никако ќе се врати тој кај меѓународна политика има многу згрешено очигледно. Меѓународната заедница има многу згрешено. Меѓутоа, веќе никакви оправдувања не го оправдуваат ова владење на сегашната гарнитура. Ама нема алтернатива. И само моментално ние мора граѓански само да се функционира. Партија нема шанси да излезе некој младицец кој што 11 години кога терор режимот на Груевски да излезе да гласа ВМРО. Нема шанси. Не, алтернативата ќе се кова. Алтернативата ќе се кова со рацете на новите луѓе. Мора да има нови луѓе. Јас само би раскажал една кратка приказна за да илустрираме со што станува збор. Значи, по првиот пат на Наполеон 1915, каде што е проглавен Најлбат во меѓу Италија и Франција едностранно и се враќа, значи во Франција пак се искрцава Луи 18, кој што е брат на гилотираниот Луи 16 и представник на тој склеротичен организам. И представник на склеротичниот организам им наредува на војниците да одат и да го апсат. Наполеон, слегувајќи од бродот, им се обраќа на војниците сам, без никој околу него. Дали вие ќе пукате на вашиот цар? Војниците сите до еден ги спушта пушките, се качува на конј, тргнува кон Париз. Луи 18 за тоа време бара најбрз начин да избега. Наполеон се враќа во Париз и пак станува император.
Ова е секогаш судир меѓу новиот, виталниот, живиот, младиот организам и стариот склеротичот, апсолутно небитно, нема голема биолошка разлика меѓу Луј 16 и Наполеон. Мисля, че околу 10-15 години негде, ако е разликата. Многу од дворјаните на Луј 16 биле релативно млади луѓе, касни 20, рани 30. Многу од идеолозите, заговорниците на Француската револуција биле и постари луѓе, но грото биле млади. И самиот организам, неговото општествено тело било младо, биле млади идеи, полетни идеи, нови идеи на граѓанското општество. И едноставно, и што е, например, со Октомврска револуција. Самата Октомврска револуција е само еден момент кој што е многу малку познат. Старата влада си стануваат, министрите си одат дома. Троцки доаѓа со новите министри, ги завземаат нивните столици. Ова се десило, ова е никаков јуриш, немало никаква аурора во реалноста. Едноставно ги зеле столиците, ама министрите од стариот режим не може да се вратат. Затоа што ова биле одлучни луѓе од акција, луѓе на делото, кои својот живот го посветиле на остварување на конкретна идеја. Значи, ние не можеме да имаме двојни животи, во кои што, не знам, мојата јавна дејност ја подредувам на мојата политичка кариера, на мојот приватен живот, на, не знам, на сите мои страсти, пасии и хобија. И на крај јавната дејност ми останува како нешто последно. Луѓе кои што сиот живот, кои што гинеле за идеи, кои што сиот живот го посветиле на некои промени, не можат да прават. Да, за жал, тоа беше почеток на потопот. Затоа така размислувавме. Највозвишените луѓе ги давале животите за идеали и највозвишените луѓе животот го посветувале во револуциите, во Француска, во Октомвриска. Тие луѓе, од тип на Робеспиер и Ленин, ги нарекувале луѓе на делото. Денес по прв пат гледаме луѓе посветени, кои што, ако даде Господ еден ден, пак ќе бидат луѓе на делото. Кои што како луѓе на делото ќе создадат услови во кои што правдата повторно ќе се врати во јавниот дискурс. И нема, ова ти што го рече многу важно, ова треба да се потенцира, нема да бараат лична промоција, па макар и бескрвно да ја служиле, нема да бараат лични привилегии, личен катапулт во власта, туку ќе бараат исполнување на принципот. Принципот над се, а принципот ќе го отвори јавниот дискурс за сосем нови теми во кои што правдата, храброста, значи старите грци, правдата сметале како една од 4 главни доблести, заедно со храброста, со мудроста, со разборитоста, во кој што, без кој што не е можно да има здрава средина. Не знам каква напредна, успешна, здрава. Значи, општество без правда е болно општество, болен организам, кој што никако не може нормално функционира. Ние денес се наоѓаме во некој стадиум на тешка болест, во некој стадиум на крајно метастазирана болест, која што ги разјадува сите наши сфери и не можеме, зашто како е можно, например, ваква хорор приказна, ваков криминалец во болничко дело, значи со докторско звање, и натаму да шета слободно, и натаму да го има тоа докторско звање, значи да се биде доктор, Хипократова заклета, да се биде доктор, прво е звање, не е професија, професија е било која, ама да се биде доктор, да се биде свештеник, да се биде офицер, нешто посебно звање, чест. И овде сега тој човек, кој што припаѓа на посебен тип, посебна категорија на луѓе, едноставно лекарската комора беше прва, која требаше да реагира, да се огради, да го жигоса како нечовек, да го жигоса како криминалист, да го жигоса како човек кој ја прекршил Хипократовата заклета. Потоа треба да се јави сето општеството, значи јавните дејци, уметници, писатели, се интелектуалци, тие се совест, ако сакаат да се дел од историјата, да бидат запамтени од тините генерации, дали кој ќе се покажува со прст како кон срамота за едно време, или ќе се покажува како пример кој што вреди да се подражава. Тие требаше први да се, и се уште има шанса, смислам, тие треба први, и сега, да се јават и да поддржат ваква иницијатива. Овој човек мора да биде морално жигосан, општествено жигосан, а потоа јасно и процесуиран. Ако општеството не создаде притисок, ако не создаде едно милје за еден таков жиг
во кој што тој човек ќе биде прогласен за антихуманоид во секој поглед, во кој што сите овие хорор приказни, и јас денес размислувам, се викам, дали ние ќе дојдеме до таму да престанеме да одиме на лекар ради ова. Дали повторно ќе мора да се лечиме дома, не знам како, со тревки некако, не знам. Ова кај сите нас сега создава една таква анксиозност која ќе трае. Ако јас одам на доктор за било каква операција, јас се плашам дека ќе се разбудам без пола моје тело, без пола органи. Ова мора подигно, ако ние се уште разликуваме, види, мора секогаш, ние имаме овде една длабоко морална, човечка критика на одреден феномен. Самата критика, етимолошки, ако ја анализираме, доаѓа од кризис, значи од криза, кој што е пак крион, кој што може да значи суд, ама неговото суштинско значење е поделба, категоризирање, поделба меѓу добро и зло. Значи, критиката е во основа разпознавање на добро и зло, разпознавање на убаво и грдо, разпознавање на квалитетно и неквалитетно. Ако победи злото, ако победи неправдата, ако победи грдото, например бурлеската, циркузот, тогаш не останува компас. Не останува зошто ние воопшто би живееле. Дали ние ќе живееме во грд свет? Дали ние ќе живееме во неправеден свет, во зол свет, во лош свет? И она што цело време нам ни го порачува дека единствено треба да сме успешни, а не е важно на кој начин да дојдеме до успехот, самата успешност е резултат на доброто. Значи, јас сум успешен затоа што си сакам, например, и себе си, на моето семејство добро. Ако си сакам себе си зло, тогаш би бил неуспешен. Ако победа злото, ако лошото, грдото, криминалното, па тогаш ќе победи неуспешното. Не е можно, ние би паѓале во контрадикција, да сакаме сме успешни, да сакаме сме победници, а ова да го правиме со сите зли елементи, со сите лоши, со сите недобри елементи. Човекот може да е победник, може да е, значи, успешниот човек е секако победник, може да ужива во својот триумф, може да понесе и други со себе, само ако има длабока смисла, длабоко спознание за доброто, за убавото. Зошто јас би промовирал лоши, зли работи? Зошто јас би промовирал нестручни работи во овој случај? Зошто јас би промовирал било какви обесмислени работи? И сега тука да се вратиме на јавната сфера. Јавната сфера, значи сите тие партиски субјекти, сите тие во основа ти би требало да се слуги на народот. Фридрих Велики си се подпишувал како слуга на народот. Овие луѓе, министер исто и етимологијата му е слуга. Тие сите би требало да му служат на народот. Овие луѓе, уморни од себе, уморни од тоа да глумат веќе некоја власт, уморни да ја глумат својата функција. Овие луѓе би требало барем во еден момент да се вратат на смислата, на основната смисла на својот постоење. Дали сите тие министри би сакале да се дел од една добра, успешна, победничка приказна. Тие и денес се повикуваат на ваква терминологија. Ние сме дел успешната приказна, европската приказна, победничката приказна. Успешното, победничкото, доброто не е можно безправедно и безубаво. Не е можно на неправда да се гради успехот. Не е можно, нема. Она што ние го замислуваме, например, во историските цивилизации, како неправда, например, поробување на други, тие самите во нивниот дискурс го сметале како победа на правдата. Например, за турците победа на правдата е падот на царикот. За нас не е, ама во нивниот дискурс е поинак. Секогаш самите тие си го толкуваат нивниот успех како победа на правичното, на убавото, на доброто. Само кај нас имаме апологија на злото. Ова е апологија на злото кој што никако не смее да помине. Никако не смее да помине одбрана на криминалот, одбрана на злосторството. Ние имаме злосторство над една незаштитена жена, во случајот со родилката. Имаме гнасто злосторство, кое мора на тој начин да биде опишано. На тој начин ние мора да употребуваме јасни термини, јасни поими. Значи, дали е доктор или злосторник, дали е криминалец, дали е човек или не човек. Ако не ги употребуваме термините, кои со векови били употребувани, термините со кои што баратале философи, мислители, поети, уметници,
Тогаш ние самите се сведовне на некои атомизирани, безсмислени, роботизирани андроиди, во кои што ништо човечко, ништо душевно не остава. Дали и нашата иднина е токму велат, например, нека струката го каже своето. Па ако само струката го кажува своето без никаков морал, без никаква, човечност пак, тогаш ние самите станавме андроиди, кои што и натаму ќе имаме некои живи организми, ама ќе немаме душа. Да превршуваме ше малце. За случајов, што мислиш дека би се дешавало сега така? Како би била постапката? Јас мислам дека овој инертен организам и натаму ќе го тера своето, но има ограничени мерки за заштита. Значи се работи, како што веќе го изанализиравме, за еден источен организам кој не може сам од себе да раѓа нови механизми. Ако граѓаните, народот, разочараните поединци го искажат овој крик од душата на народот до крај, тогаш овој крик ќе ги пробие сите ушни капачиња, сите тие слушалки со кои што си ги затнали ушите, сите овие слуги на народот, ќе ги пробие до крај. И тие нема да можат овој глас, тие не можат да можат овој тропот на народот, овој ритам, веќе да го издржат. И ќе попуштат. Ќе попуштат до крај и сите праведни барања, но само ако има борба. Мора да има борба.